Летната жештина за некого значи клима уред, ладен пијалак и барање сенка. За друг, особено за луѓето над 65 години, може да биде сериозен здравствен ризик. Во денови кога температурите во Македонија се искачуваат до екстремно високи вредности, Институтот за јавно здравје предупредува дека токму повозрасните граѓани треба највнимателно да го организираат денот. Причината не е само возраста. Со годините организмот потешко се приспособува на високите температури, а кај голем дел од повозрасните лица дополнителен фактор се хроничните заболувања и терапијата што редовно ја користат. Одредени лекови, посочуваат од Институтот за јавно здравје, можат да влијаат врз нормалната реакција на телото на топлина. Хроничните болни кои што се со кардиоваскуларни заболувања, со пулмолошки заболувања, односно белодробни или невролошки заболувања, треба да ја земаат редовно својата терапија во текот на денот. Исто така кај лицата над 65 годишна возраст, кои што ја земаат редовно терапијата, ако не се чувствуваат добро во текот на денот, треба да се консултираат со своите матични лекари. Во однос на бремените жени, исто така, тие треба да ги слушаат препораките кои што им ги даваат нивните матични гинеколози. За сите други важат веќе познатите препораки. Тие што работат на отворено да внесуваат доволно течности, да избегнуваат напорна физичка активност, особено во периодот од 11 до 17 часот и да прават повеќе паузи во текот на денот. Да се носи лесна облека и да се избегнува тешка храна. Носење на лесна облека и соодветно, внесување на поголема количина на течности, во однос на исхраната да се внесува што е можно поголемо количество на лесна храна, помалку да се внесуваат храна која што е масна, висококалорична храна, да се внесува храна да не се внесува храна која што содржи големо количество на шејкери. Како дополнителни препораки кои надлежните ги посочуваат се поредовно бањање со млака вода повеќе пати во денот, носење светла облека и престојување во климатизирани простории. Препорачливо е ако температурата е над 39 степени, клима уредите да не бидат пуштени на најјако, туку на околу 25 степени за телото побрзо да се адаптира ако се излезе надвор. Носење светла облека, капа, очила за сонце и заштитен фактор 30 треба да бидат неизбежни додатоци за оние кои мора да се изложат на сонце. Има уште еден совет кој лесно може да се занемари. Во периодот од 13 до 17 часот да не се користат шпорет, рерна и други уреди што дополнително ја загреваат просторијата и да се спуштат ролетните ако ги имате.